дискриминација, а во продолжение ние ќе зборуваме за занаетите, за работниците и меѓу другото ќе споменеме дека на 28 април се одбележа Светскиот ден за заштита при работа, токму од тие причини заедно со нас денес од Македонското дружение за заштита при работа, Славица Јанкова и Весна Ристовска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Многу се радувам што сте баш некако на Светски ден за заштита при работа, но од друга страна утре и 1 мај, денот на трудот. Кажете ми како го одбележавте 28 април и меѓу другото кој е вашиот став, дали овој Светски ден е на некој начин за подигнување на свеста кај сите нас дека треба и работодавците да земат, се разбира, повеќе внимание и повеќе да се посветат, но од друга страна и дека работниците мора да внимаваат кога се на своето работно место. Повелете. Токму 28 април е назначен за Светски ден за безбедност и здравје при работа од страна на Меѓународната организација на труд од тие причини за глобално спречување на несреќите, повредите и професионалните заболувања при работа. Овој ден се одбележува во над 50 наземји во светот. Македонското здружение за заштита при работа од 2000 година со свој настани го одбележува и ги промовира кампањите кои што ги спроведува Меѓународната организација на труд. Оваа година ние организиравме настан кој беше токму поврзан со темата. Темата за овој Светски ден беше безбедни и здрави генерации и крај на детскиот труд. Организиравме тркалезна маса каде што учество зема самите ученици од средните училишта, младинските организации, младите работници. Новата работна сила. Новата работна сила, верувајте, значи течеше темата, има многу да кажат, има многу идеи, ги кажува своите проблеми, пред се потенцира дека барем досега во нивното образование им недостасува да се запознаат со безбедност и здравјето при работа, поготово во практичната настава, им недостасуваат иницијативи како понатаму да навлезат во областа, што понатаму да презимаат, да се вклучуваат во кампањи. Главниот заклучок беше дека самите тие ќе иницираат да тркалезни маси и дискусии кои што потоа ќе допрат во образовниот процес или во Министерството за образование за да ги вклучат. Од друга страна, морам да напоменам дека пред 2 години ние како здружение иницииравме означувањето, односно одбележувањето на овој Светски ден да биде префрлено на Националниот совет на Република Македонија за безбедност и здравје при работа како највисоко советодавно и експертско тело. И на овој ден, години наназад, започнавме да изготвуваме годишен извештај за несреќи и повреди, кои што се имаат случајно на територија на Република Македонија, нормално за 2017 година. А се секојдневни? Се секојдневни, верувајте, во изминатиот период се имаат случајно 158 несреќи, од кои 24 се за жал со фатален исход. Тоа е 3,22% повеќе споредбено земено од 2016 година, што значи на 100.000 вработени гинат 3 до 4 работници. Ако не секој ден, скоро секој втор ден слушаме некоја информација за настрадан работник, без оглед на кое работно место, дали се работи за фабрика или пак за градежништво. Дали каква е состојбата на терен? Дали соодветно се спроведува законот и дали според оние информации можеме да го потврдиме мислењето дека градежен работник е најризичната професија? Така, Еве, јас ке се надополнам кон вашето прашање. Безбедноста и здравјето при работа подразбира создавање на услови за работа во кои се преземаат мерки и активности со цел заштита и зачувување на здравјето, животот и здравјето на работниците. Сите вклучени во обезбедувањето на безбедни и здрави работни услови имаат грижа да се грижат, имаат грижа да ја спроведуваат безбедноста и здравјето при работа. Од една страна, работниците треба да ја организираат, спроведуваат и континуирано да ја подобруваат безбедноста и здравјето при работа. Работодавачите исто така треба да ги вклучуваат работниците и консултираат во процесот на донесување на одлуки. Од друга страна, работниците треба да ги применат безбедносните практики во своето работење. Инспекцијските служби треба соодветно да вршат надзор врз проведувањето и имплементацијата на Законот за безбедност и здравје при работа. Како што кажа колешката, за жал и понатаму во Република Македонија се гине на работните места. Со цел да видиме кои ни се проблемите во пракса, каде и како затаи Законот за имплементација на Законот за безбедност и здравје при работа, на 8 мај, наредната недела, нашето здружение ќе организира јавна дебата
насловена како примена и имплементација на Законот за безбедност и здравјето при работа, каде што ќе бидат вклучени сите клучни чинители од оваа област. Целта на оваа дебата е да видиме кои се проблемите и пречките при имплементација на Законот за безбедност и здравје при работа, да направиме анализа за потребите од интервенирање, измени или дополнување на овој закон. Секако со заклучоци од оваа дебата ќе бидат информирани и медиумите. Ќе ве чекаме ние и на повеќе, да речам, теми кои што ќе бидат, да речеме, одделно за работниците во градежен сектор. Сега доаѓа времето кога на пиковни температури ќе бидат тие најмногу изложени. Меѓутоа, како се справувате со еден необичен случај како овој? Ова го најдов на вашата страна официјална. Музичар на свадба повреден од залутан куршум. Кој одговара во случајов? Интересно е, постојано дискутиравме на оваа тема. Значи, во овој случај ризикот е предвидено, но мерки не може да се конкретни да се дадат, затоа што станува ситуација на приватен терен. Доколку е јавен терен, тогаш се пристапува кон обезбедување, проверка на гостите и слично. Во овој случај станува само подигнување на јавната свест за некористење на оружје на вакви настани. Меѓутоа, можеби сепак треба веќе да е крајно време да се забрани со закон. И покрај тоа што веселбата е премногу голема, чинам дека и не мора баш со огнено оружје да биде прославено. И сега со оглед на тоа дека имаме уште многу малку време, дали се сложувате со нас дека за безбедност при работа се зборува само кога некој ќе загине? Неодамно имавме случај со 21 годишниот работник кој што загина од струен удар, ако не се лажам, и вчера има информација за повредени 20 работници. Така во насока на подигање на јавна свест, градење на култура за превенција, запознавање на работниците со нивните права во делот на безбедноста и здравјето при работа, сите активности, сите акции на Македонско здружение за заштита при работа се насочени во оваа област. Во моментот се спроведуваат неколку клучни проекти, како на национално, така и на регионално ниво, со цел подобрување на условите за работа, подобрување на безбедноста и здравјето при работа, не само во Македонија, туку и на регионално ниво. Така да во моментот имаме специфични обуки за зајакнување на капацитети на граѓанските организации. Преку овие активности сакаме да ја воспоставиме таа соработка помеѓу граѓанските организации, синдикалните организации, работодавачите, државните институции и медиумите во подобрување на правата на работниците и обезбедување на безбедна и здрава работна средина. Само ќе се надоврзам, се извинувам, мотивацијата да се збори за несреќа не е во моментот кога ќе се случи. Заштитата при работа е градење на култура на превенција. Несреќата треба да ја превенираме, а не да ја преживееме. Тоа е веројатно уште во моментот ни фали подигнување на јавната свест на сите нивоа. Од поединецот до организација, до владите, здруженијата, експертите, вие медиумите вклучувани. Кажете ми, дали кога одите на терен, доколку работодавецот наложи сите да носат шлемови, заштитна опрема, дали можеби некогаш има случај во кој што работникот на своја одговорност не го носи тоа? Ние не одиме на терен како здружение. Вашите да, но меѓутоа имаме информации, значи подеднак во двете страни има и имплементација и се држат кон правилата и обврските и ги прекршуваат. А работодавците дали пак од друга страна, еве сега ги споминавме работниците, меѓутоа дали работодавците пак инсистираат на сето тоа? Дали можеби би можеле да го казнат работникот доколку не ги спроведе мерките кои што ги одредил работодавецот? Да, тоа е интерна организацијска структура, меѓутоа постојат правила во законот, односно постои член каде што има таква казна и за работникот доколку работодавецот имплементирал со реверс ги задолжил, а тој одбива на своја желба да не ги примени мерките кои што му се спроведени од страна на работодавецот. Значи тоа едноставно го загрозува својот живот. Така. За едно непочитување на законите и одредбите доаѓа до загрозување на нечи живот, така како што кажа Елена, 21 годишник е навистина рана возраст за да некој го загуби животот. Така, ние продолжуваме понатаму. Ви благодарам за гостувањето, се надевам на понатамошна соработка и на подигнување на свеста за заштита при работа, затоа што е неопходно оваа бројка која што ја кажавте, статистиката е алармантна.